По трагичниот настан во Кочани, Државната комисија за спречување на корупцијата спроведе анализа на 3 закони, при што беа откриени сериозни слабости во регулативата за угостителство, инспекциски надзор и заштита и спасување. Овие слабости креираат правна несигурност, овозможуваат нееднаква примена и оставаат простор за коруптивни дејства. Антикорупцијска препорачува итни измени, јасни правила за лиценцирање, прецизирање на дискреционите овластувања и отстранување на судирите меѓу законите. Според Татјана Димитровска, потребно е задолжителен инспекциски увид во рок од 15 дена со конкретни санкции за пропусти. Дополнително, анализата посочува дека казните не се сразмерни со тежината на прекршувањата, нема јасни критериуми за последиците, а ваквата состојба го загрозува животот и безбедноста на граѓаните. Недостатоците во прекршочните одредби се сериозна закана за јавната сигурност. Државната комисија за спречување на корупцијата упати итен повик до институциите за ревизија на законите, усогласување на санкциите и засилување на надзорот. Комисијата бара системски реформи кои ќе спречат злоупотреба и ќе обезбедат правична и безбедна примена на прописите во угостителската дејност. Никој не може да ја даде гаранции на Македонија дека промената на уставот ќе значи крај на пречките на европскиот пат, изјави еврокомесарката за проширување Марта Кос во интервју за Европската новинска редакција. Таа нагласи дека Европската унија не може да понуди формални гаранции, оти нема да има нови блокади поврзани со идентитетски, јазични или историски прашања. Кос истакна дека иако разбира зошто македонската јавност сака сигурност по долгогодишните пречки, гаранции не се можни. Сепак, таа апелираше до земјите членки билатералните прашања да ги решаваат со добра волја и визија за компромис. Еврокомесарката најави посета на Софија и комуникација со политичарите и во Скопје. Според Кос, Европската комисија активно работи земјава да ги започне преговорите по кластери и лично е ангажирана околу спорот со Бугарија. Таа рече дека билатералните спорови се легитимни, но не треба да влијаат врз процесот на пристапување, наведувајќи ги како пример ситуациите со Унгарија и Украина. Еврокомесарката изрази надеж дека ќе се најде решение за деблокада и притоа порача: "Ве молиме, направете ги реформите и бидете подготвени да го отвориме првиот кластер." Таа ја призна фрустрацијата на македонските граѓани, но повика на трпение и реформски фокус. Група од 80 српски студенти велосипедисти, по 12 дена и 1400 километри патување од Нови Сад, пристигнаа во Страсбург на 15 април 2025 година. Нивната мисија беше да го привлечат вниманието на европските институции кон состојбата со човековите права и корупцијата во Србија. Студентите беа пречекани со овации, транспаренти и песната "Тамо далеко", што предизвика силни емоции и реакции на социјалните мрежи. Тие планираат да предадат извештај и барања до Советот на Европа, Европската комисија и други тела, со цел да се иницираат конкретни чекори за подобрување на состојбата во нивната земја. Оваа акција, наречена Тура до Страсбура, започна на 3 април и беше инспирирана од трагедијата на железничката станица во Нови Сад во ноември 2024 година, кога загинаа 16 лица. Студентите, поддржани од граѓани и медиуми, ја избраа оваа форма на протест за да ја искажат својата решеност за правда и промени. По повеќе од 3 години интензивни преговори, земјите членки на Светската здравствена организација постигнаа историски договор за зајакнување на глобалната подготвеност и одговор на идни пандемии. Овој договор има за цел да ја подобри меѓународната координација и отпорноста на здравствените системи. Клучните елементи на договорот вклучуваат воспоставување на систем за споделување на патогени и придобивки, кој ќе овозможи брза размена на податоци за патогени, здравствени производи и искуства од нивната употреба. Дополнително, договорот промовира пристап едно здравје за спречување на зоонозни болести и ја нагласува важноста на јакнење на здравствените системи. И покрај повлекувањето на САД од Светската здравствена организација и напуштањето на преговорите под администрацијата на претседателот Доналд Трамп, договорот се смета за значаен успех на мултилатералната соработка и глобалната здравствена заедница. Финалниот предлог ќе биде разгледан на Светското здравствено собрание во мај. Земјотрес со јачина од 5,6 степени според Рихтеровата скала го погоди регионот Хиндукуш во Авганистан, во средата, соопшти Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар. Епицентарот бил на 164 километри источно од Баглан, град со околу 108.000 жители. Земјотресот се случил на длабочина од 121 километар, што ја намалило веројатноста за сериозни штети или жртви. Според првичните информации, не се пријавени материјални штети или загинати лица. Регионите во близина на Хиндукуш се познати по сеизмичката активност, но за сега нема потврдени последици од оваа сеизмичка активност.